Политизираноста на нашето општество, како и уривањето на комплетниот морален и вредносен систем, придонесуваат за се поголемо нарушување на менталното здравје, особено кај младите. Според психолозите, вредностите како стручноста, честноста, моралноста, професионалните квалитети на една личност тотално се обезличиле и немале веќе никакво значење. Затоа што луѓето кои се успешни во ова општество ги немаат тие квалитети и младите деца бараат начин како да се вклопат во овој систем како би можеле да успеат. Нормално, амбициозните интелектуалци се заминуваат од држава, вредните деца кои што сакаат друг систем на живење се заминуваат од држава. Овие што сакаат овдека да останат во државава, значи имаат друг проблем. Тоа е проблемот како да се носат со луѓето кои што имаат се понеодговорни, кои што имаат помали квалитети, а сакаат да бидат на повисоки позиции од нив. Од друга страна пак младата генерација си имала своји специфични карактеристики, кои исто така доведувале до појава на депресии и други психолошки состојби. Не ичат многу комуникации, не ичат многу брачни обврски и одговорност во релации и врски. Сакаат да работат претежно од дома, и сакаат да работат по тренерки или по папучи и да учат така, сакаат како да се децата под стаклено звоно. Кога би излегле во средината каде што има една поголема динамика на движење и активности, тие се наоѓаат под стрес и не знаат како да реагираат и како да се бранат. Граѓаните пак признаваат дека се наоѓаме во некоја колективна депресија како општество, но секој има свој рецепт како да се излезе од неа. Имаш војна, имаш кризи, до пред малку беше короната и тешко се излегува од таа работа. Од нас се зависи, ако сме позитивни и натаму ќе одиме, инаку нема. Депресијата на никого не му помага. Платите му се многу ниски и треба малку да се покача. Значи менталното здравје е тесно поврзано со материјалното, така? Јас сум со една пензија ако е до тоа. Ми се чини не е толку и во парите среќа. Ние сме со старата некаде 55 години заедно веќе. Па ништо не ни фали. Па деца имаме златни деца. Според психолозите требало поширока акција на релевантни структури за излез од оваа состојба, а до тогаш граѓаните ќе ги трпеле негативните ефекти од општественото опкружување.